Тужбано и барање за оштета од АД Водостопанство Брегалница најави оризопроизводителите од Облешево. Со блокада на едната коловозна лента на патот Штип-Кочани го искажаа револтот поради лошата наводнителна сезона. Тврда дека водата во системот Брегалница е стопирана, па поради сувите канали, околу 500 хектари посејани со ориз горат за вода. Оризо може стане да се уверите, еве која состојба е, а 20 кусур дена вода немаме. Сега кога највише му треба вода на оризо, ние немаме. Прво не давија со поплавите, сега кога највише треба вода, браната пуна, ние вода немаме. Значи ништо не функционира. Ова е исто апел до агенцијата формирана од страна на владата за наводнување да преземат мерки. Меѓутоа, гледајќи и нивната ситуација сега пред 2-3 дена излегува на протест и барат плата, изостани за 2-3 месеца тие не земале плата, а ние од кого ќе тражиме сега помош, не знаеме. Затоа апелираме до владата потхитно да си преземе мерки овој проблем што е настанат да го решават. За непол месец ќе почне и новата жетва. Поплави, болести, а сега и суша ќе им го земе родот од нивите. Со преполовени приноси и лош квалитет, за оризопроизводителите прифатлива откупна цена е само над 62 денари. Цената според нашата математика и според приносите кои што ќе добиеме би требало да биде од 1 евро па нагоре. Зборувам за килограм предадена арпа. Исто така и на берцата можете да забележите дека цената на оризот е покачена. Ненавремено пуштање на водата. Од 15 мај до 10 јуни 150% сме погодени. Што значи од 600 на 300 килограми сега ќе бидеме. Болест, алармираме 3 години да дојдат од институтот да видат дека стварно во оризо има болест. Никој за тоа со прсто не мрдна. Од Водостопанство Брегалница Кочани посочуваат дека не бегат од одговорност. Во понеделник на состанок ги повика оризопроизводителите со цел да се формира заедничка комисија која ќе излезе на терен и да се утврди дали навистина му треба вода на оризот кој во моментот е во фаза на зреење. Годинава под ориз во Кочанско се посејани над 4000 хектари.